Температурата во западен Масачусетс е под 8 Целзиусови степени, но тоа не ги стопира подготовките за оваа фарма од 8000 соларни панели. Долгогодишниот електричар Ед Мартел вели дека соларната инсталација се одвива постојано изминативе неколку години. Мислев дека ќе биде краток успех од пред неколку години, но гледам дека бројот на соларни панели постојано се зголемува. Мартел вели дека овој подем е добар за електричари како него. Според него, индустријата се зголемува во време кога нема многу друга работа. Ако не беа соларните панели изминативе 2 години, ќе немав што да работам. Многу е добро за нас. Масачусетс сега е трета поред сојузна држава во САД по отворење соларни работни места, зад Калифорнија и Флорида. Обновливата енергија е само еден начин на кој оваа сојузна држава се справува со глобалното затоплување. Во главниот град Вашингтон пак, дебатата за климатските промени е поделена меѓу демократите, кои бараат да се стави крај на фосилните горива, и републиканците, кои веруваат дека такви предлози ќе ги уништат работните места. Во Масачусетс ова не е политичко прашање. Иако некогаш се разидуваме за конкретни политики, сепак ја разбираме науката. Сојузната држава постави цел во 2008 година да се скрати емисијата на гасови на стаклена градина за 80% до средината на овој век. Ги казнува компаниите за загадување на воздухот и воведува политики на обновлива енергија и ефикасност. Исто така, тука се инвестираше во нова технологија, како во овој центар за тестирање на генератори за ветер надвор од Бостон. И тоа е исплатливо, вели Стив Пайк, раководител на Центарот за чиста енергија. Во рок од 8 години бројот на вработени во индустријата за чиста енергија се зголемува. Тоа не значи дека само што инвестирањето во чиста енергија е добро за животната средина, туку има и економски бенефит за Масачусетс. Индустријата за чиста енергија сега вреди 13 милиарди долари, вработувајќи 110.000 работници. Економијата порасна за 20% од 2000 година, додека емисијата на гасови на стаклена градина опадна за 22%. Она што ние го откривме во Масачусетс во изминативе 10 години е всушност обратно. Економијата расте. Сепак и натаму останува да се заврши многу работа на ова поле, без да и се наштети на животната средина.